Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на уште една епизода на Медуза Токс. За тие што не гледате за прв пат, ние сме феминистичката платформа Медуза. Јас сум Калија Димитрова, главна и одговорна уредничка на платформата. А за тие што не гледате редовно, се надевам дека ќе уживате во нашето друштво денес. Да не одговлекувам многу, денес ќе зборуваме за една тема што мене, а и верувам на многу луѓе ми е исклучително важна, а тоа е мајчинството, но иако навидуме се присутно во јавниот дискурс, многу ретко се разгледува од феминистичка перспектива и ретко се занимава со реалните и живените искуства на жените и мајките. Па денес, токму од оваа перспектива, за мајчинството ќе разговарам со Викторија Боровска, која што е професорка и истражувачка. Викторија, добре дојде на Медуза Токс и фала ти што прифати мојата покана. Фала многу за најавата и добро ве најдов. Сосем доволна за почеток. Сакав исто така да додадам во најавата дека ти имаш докторирано токму на оваа тема. Да. Имаш истражувано траекториите на мајчинството, всушност така се вика твојот труд, кој што е и книга. Затоа иницијално кога размислував со кого да ја отворам оваа тема, веднаш помислив на тебе. Така е што мислам дека е секогаш вредно ваков тип на теми да бидат подкрепени со истражување, но и комбинација во овој случај со твоето живеено искуство. И мислам дека не се толку раздвојливи тие две нешта, особено за вакви теми. Па за почеток сакам да те прашам како дојде до тој момент докторатот да го посветиш на оваа тема и не знам како изгледаше тој процес за тебе со оглед на милионите насоки во кои што може да се истражува мајчинството. Супер прашање ова. Околу пред една деценија почнав со овие истражувања. Всушност немав во план баш тогаш да почнам да истражувам, бидејќи се наоѓав во па можда најтешкиот период за да се спрема докторат, бидејќи бев помеѓу две деца. Значи имав бебе дома, а второто се роди во текот на подготовката на докторатот. Значи нивната разлика е 2,5 години и тој период е премногу изискувателен и кога немате што да правите нешто посебно, особено кога станува збор за вработена жена и плюс подготвување на докторат. Во тој период се донесе новиот закон за високо образование и требаше да се премине од работење на тема за докторат и кон докторски студии, односно тогаш го въведувавме болонјскиот систем. Имаше измени и во магистерските студии и се въведуваат докторски студии. Тие беа пообемни, а ние во тогашните генерации веќе тоа го имавме поминато со магистерските студии, бидејќи беа пообемни, не беа како сегашните, да речам, во поглед на период и кредити. Еката се така наречени. И имаше рок до 2011 година да се пријави докторат, докторска тема за докторат, бидејќи ние веќе имавме пообемни магистерски студии. И ако го прескокнев тој период, ќе требаше да запишувам докторски студија, тоа значеше повторување на сето тоа што веќе сум го поминала со магистерските студии и нормално сакав да си олеснам и да го пријавам, да го фатам тој рок. И како што кажав, се наоѓав во таков период помеѓу две мајчинства сопствени и тоа беше баш нешто што многу ме го окупираше целосно моето време. Работев тогаш исто така во научен институт и некако пред мене се најде книгата од Ненси Чодоров Reproduction of Motherhood или репродуцирање на мајчинството. Тоа е психоаналитичко, теориска, феминистичка книга и почнав да ја читам таа книга и викам сега нешто ќе биде, сакам да работам на тема поврзана со мајчинството. И додека истражував околу тоа за која тема да се определа,
знае дека ќе биде нешто поврзано со мајчинството. И во тој период, а и се уште би рекла, тоа што за мене беше најзначајно беше на кој начин мајчинството го менува идентитетот на жената. Бидејќи јас почувствував дека кај мене настана огромни промени нагло и сакав, до душа, тогаш бев и дури и фасцинирана дека воопшто постојат книги од тој тип и дека се пишува за мајчинството на тој начин и ми беше нешто преинтересно и преважно. Првично темата беше за влијанието на мајчинството врз идентитетот на жената, но како што течеше процесот на моето истражување, фати така неколку години, малку и ми се дополнуваше цело време, нови и нови теми вклучував и всушност ја ги осознавав на тој начин, затоа што претходно не сум ги ни размислувала. И бев фасцинирана од одредени теми, баш бев изненадена, всушност самата бев изненадена од одредени теми на мајчинството, одредени аспекти, особено оние што можат да имаат некаква феминистичка перспектива, да се гледаат низ таа призма. Покрај промената на идентитетот и сите промени што настануваат, кога жената станува мајка, без разлика дали е биолошки, претпоставам дека истото важи и за мајките што посвојуваат деца. Бев доста фасцинирана од постпородилната депресија и нешто што за мене беше исто големо откритие, беше темата за мајчинскиот инстинкт. И тие исто така ги вклучив и во моето емпириско истражување. Покрај теорискиот дел, значи си изначитав, не знам, илјадници страни и кога се работи на некаков труд, без разлика дали е магистерски или докторски, мислам дека кај сите тоа исто имаме проблем да ја затвориме темата, да ставиме рамки до каде, да не го вклучуваме сето она што ќе ни дојде. Тоа ми беше и мене проблем, затоа што се ме интересираше, сите можни аспекти, и некако успеав да ја ограничам темата, иако наместо една, ми се чини дека две теми провејуваа кај мене. Конкретно насловот на темата не беше траекториите на мајчинството, тоа е насловот на книгата, бидејќи требаше да звучи по-академски, да соодветствува на факултетот каде што ја бранев, на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет. И втората струја, што ми се јави малце подоцна во текот на истражувањето, ми беше да ги согледам разликите во улогата на мајчинството во зависност од возраста на детето, на децата. Затоа што ствари сакав да открием дали ја ова ќе го преживеам. Пошто во тој период ми се зачинеше готова сум. Ова е значи не прегорување. Буквално дали ќе го преживеам? 2 мали деца, докторат, работа и некако јас се губам тука. Процесот на мислење ми се ремети, односно немам време да размислувам, онака за било кои теми сама со себе да си размислувам на теми. Значи толку беше и сватив дека тоа е всушност најинтензивниот период, е тој првиот период кога станува збор за бебе или дете од некоја возраст пред да тргне во градинка, да речеме. Така што морав да открием што се случува во текот на возраста на децата, за да видам како ќе биде, што можам да очекувам понатак. На некој начин во твојот случај истражувањето имало две цели, едно си е развој на знаење и се вклучување кога мисла во академската средина, али очигледно ти било многу важно за твојот личен процес и очигледно си преживела, ама
нели, у принцип не е идејата да преживуваме, идејата е да видиме како може сите овие животни искуства да бидат полесни за сите вклучени. Да. Искрено и ти како што веројатно си имала проблем да ја кондензираш докторската тема, јас кој имам истиот проблем во моментов со разговорот, зашто се што кажам е онака важно и фасцинантно и интересно. И секако сакам да разговараме за мајчинскиот инстинкт и за постпородилната депресија, како и чувствата на мајчинска вина, неуспех, неадекватност. Мислам дека сите овие нешта се поврзани едни со други, али за почеток, мислам од тоа што го разгледав од твојата работа, мислам дека е најинтересно како почетна точка и од таму може за се друго да разговараме. Е таа една као дихотомија помеѓу мајчинството како институција и од друга страна мајчинството како живеано искуство. И веднаш што го прочитав, тоа се потсетив на нешто што го прочитав во еден есеј на Роксен Геј, која што е феминистичка писателка, што вели отприлика дека мајчинството и особено бременоста во исто време е најверојатно интимното, телесно и приватно искуство, а од друга страна и видливо, отворено за критика, ставови, мислење на било кој случаен минувач или на семејството сеедно. И дека таа поларизација е многу силна за едно тело и еден човек и еден идентитет кој што е во процес на трансформација, како што кажа ти, да го издржи на нозе. Особено имајќи го предвид ова што го разговараме, дека навистина едно е институцијата која што е создадена од норми, очекувања, системи и слично, и тоа што де факто се случува во животот на една нова мајка. Така што ме интересира малку повеќе да ни раскажеш за ова нешто како појдовна точка. Да, овие баш конкретнава тема за мајчинството како институција и како искуство го сретнав кај поетесата и феминистка Адриен Рич во низината книга Од жена родено, Of Woman Born. Тука првпат баш ја среќавам таа поделба и таа говори за ги толкува всушност тие два аспекта, дека тие се различни, иако мајчинството како институција секако влијае и врз мајчинството како искуство. Мајчинството како искуство е она интимното, личното што го живеењето на мајчинството, а мајчинството како институција е она што е, како што вели Адриен Рич, е конструкција на патриархатот, односно идеалниот начин на играње на таа улога мајчинска, практикување на мајчинството, односно она што општеството го прифаќа како најсоодветно и адекватно и какво треба да биде, што треба да се, како треба мајката да се однесува, што треба да мисли, да чувствува и така натаму. Значи некои предвреме одредени работи за тоа како сето тоа треба да изгледа, иако тој калап како некаков калап на никого не му е точен, на ниту една жена, на ниту една мајка. Секогаш кога станува збор за идеално типски форми, улоги, тие никогаш не можеш, никој не може да ги потполно да ги исполни тие барања на тој калап. И всушност мајчинството како институција не е нешто што се однесува само на жените, што се мајки, туку има влијание буквално на сите жени. Особено е и негативно влијанието на мајчинството како институција врз жените што се во репродуктивно доба, меѓутоа немаат деца поради низа причини. Дали неможност или лична одлука, без разлика. Бидејќи секојаш постои така еден притисок општествен, во моментот. Дури кога нема да се каже, тој се осеќа. Не мора да се искомуницира со конкретни зборови, меѓутоа нешто наговестува и некогаш е баш така
и се плеснува во фаца ти кога планираш. Време ти е биолошкиот часовник и така натаму, и што ќе правиш? После ќе ти биде криво, ќе се каеш. Дури и во ситуации кога некоја жена или некој пар има проблем со добивање на дете, може би неплодност на еден од партнерите или здравствени причини. Значи, може би тие навистина се обидуваат и тоа е сигурно многу тежок и травматски процес кога не се исполнува веднаш таа идеја да се стане родител. И меѓутоа постои таа некако неосетливост од страна на околината, па и на општеството, кога и како притисок се чувствува кога, зошто не. Едноставно премногу. Па и за трето дури, и за трето. Трето дете. Да, апсолутно, мислам, да, ова што го кажа е многу важно, затоа што кога зборуваме за мајчинството, всушност многу често зборуваме за улогата на жените во општеството, не само на жените кои што се мајки, кои што ќе бидат, решаваат да не бидат или не можат да. Апсолутно, да. Од причина некаква не можат да бидат мајки. Тие се стигматизирани, некогаш се и презрени, се гледа со презир кон нив. Во секој случај знае да биде доста негативно влијанието и идејата всушност да се демистифицираат овие работи, идеологии, бидејќи мајчинството како институција се темели на одредени митови, идеологии и претпоставки кои што во суштина се само идеи што доста наштетуваат на сегашните идните мајки и на сите жени што не планираат или не можат да бидат мајки. И на децата всушност. И на децата. Тоа може би друга тема. Добро, мислам дека во сршта на сето ова е митот за мајчинскиот инстинкт, кој што мислам може да се разговара дали е мит или е факт, затоа што верувам дека за многу луѓе мислам дека е многу важно кога се разговара за овие теми некако да се има отворена мисла, затоа што баш помислив на колку е ова важно додека го читав повторно некои делови од твојата работа, кај што се зборува за постпородилната депресија, за која што ќе зборуваме малку подоцна, но само сакам да кажам дека ми беше многу интересно и важно како сознание дека понекогаш одредени именувања на состојби или слично им делуваат омолкувачки на жените. Например, има нели теоретичари кои што велат дека постпородилната депресија всушност и не треба така многу строго медицински да се дефинира од разноразни причини, но меѓутоа на некои жени има омолкувачки да можат точно да кажат што им се случува, бидејќи се чувствуваат, например, можеби дека се дел од нека заедница, дека не се сами или дека има помош или дека е нешто што ќе помине и така натака. Мислам дека е слично и за мајчинскиот инстинкт. Мислам дека прави многу штета, дефинитивно, како наратив кој што им се сервира како притисок на жените дека е нешто што мора да го имаат во себе и дека го немаат, например, оние кои што не се мајки се или себични или не знам како уште не го чувствуваш тоа. Или па и тие што станале мајки, нешто не е во ред. Да, као што не е во ред со мене. Но од друга страна мислам дека може и да е многу омоќувачки за некој. Како изворна сила кога ти е потребна во тие периоди кои што ти ги спомна, кои што се навистина предизвикувачки. Па затоа ме интересира како може да размислуваме и да гледаме на овој феномен. И што вели, и што вели, да речеме, науката во овој поглед. Всушност има два доста силни мита. Тоа се мајчинскиот инстинкт од една страна, а од друга страна тоа дека мајчинството е најисполнувачкото чувство, односно најголемата задоволство, сатисфакција, баш апсолутно исполнување на жената дека доаѓа од мајчинството. Тоа стварно носи низа придобивки и позитивни работи, меѓутоа покрај тоа не значи дека нема и друга страна која што е
сосема обратно. А тоа се сите загуби што се доживуваат поради мајчинството и сите тие загуби како можат негативно да влијаат, особено во почетниот период, кога се преминува, односно во процесот на транзиција кон мајчинство и особено во случаи кога нема помош мајката. Тогаш навистина не се чувствува како толку прекрасно и исполнувачко искуство. Тоа може да биде многу мачно. Еве да почнеме сега со мајчинскиот инстинкт. Тоа што ми беше исто едно многу мислам дека онака кога го завршив вика ова ми е како диамант некако во целиот труд, тој дел. Барајки, читајки, доаѓам до истражувањата на една антропологиња ми да кажам, бидејќи е женско, Сара Блафер Хрди, која што е антрополог и приматолог, што значи таа истражува и со примати, животни, и со луѓе, односно не за најмногу ја интересирало во поглед на репродукцијата женското репродуктивно однесување. И таа забележала, бидејќи го следи теориите на Дарвин, еволуционизмот, и всушност се смета дека она ги дополнува неговите теории со нејзините наоди во поглед на женското репродуктивно однесување. И истражувајќи го тој дел, и таа всушност ги открива овие работи во поглед на мајчинскиот инстинкт. Прво ги следи приматите и забележува дека, например, наведува одредени аргументи кои одат во прилог на тоа дека всушност не постои мајчински инстинкт. Споредувајќи со приматите, забележува дека кај приматите во многу ретки случаи се случува мајката да го напушти своето дете, додека кај луѓето тоа се случувало многу почесто. И тоа што е забележително, кај луѓето не се случува поради, не знам, одредени биолошки фактори, туку баш станува збор за контексти. Значи, премлади мајки, зборувам за некое рано тинеџерско доба, девојки што стануваат мајки, значи почесто се одлучуваат во таа група што ги напуштаат своите бебиња, најчесто се среќаваат следните варијабли. Значи, возраста на мајката да е некое, не знам, до 20 години максимум, да нема средства за екзистенција, што значи економскиот фактор е многу битен. Всушност и во дури и имаше сега колку што се сеќавам, ми се чини дали беше тоа во Кина или во одредени земји каде што се случува инфантицид, меѓутоа само на женските фетуси. Колку што знаме во Црна Гора си уште се случува. Каде Барем што така имам читано. Машките потомци имаат многу поголема вредност отколку женските, што значи доколку постои мајчински инстинкт, тој треба да важи за сите, односно да се јавува кај сите жени што стануваат мајки, а не само кај тие што имаат услови да бидат мајки. Значи, доколку е жената добро ситуирана, има добра мрежа на поддршка околу себе, односно помош за бебето или за децата, тогаш шансите да се напушти детето се речиси никакви. Што прави голема разлика од она како се однесуваат луѓето и како се однесуваат животните во поглед на децата. Другата особина, другиот аргумент што таа го дава е разликите всушност во начинот на кој што се практикува мајчинството. Ако постои мајчински инстинкт, а прво ствари требаше да кажеме што е инстинкт. Инстинкт,
како и секој кога станува збор за инстинкт, тоа се однесува на тенденција на однесување на одреден начин без тоа да биде научено или без да се усвои на било кој начин преку гледање, обсервација, учење од модел или било каков тип на обука. Што едноставно го имаш вродено и не можеш да влиеш, едноставно се однесуваш така и така поради тоа што е инстинкт. А луѓето и да имале на почетокот посилни инстинкти, со текот на еволуцијата, тие се губат. Всушност се намалуваат. Имаше многу добар пример од Сара Блаферхарди, каде што споредува со риби кои што живеат во длабоки води, во јами, во пештери, подводни, каде што воопшто не допира зрак, светлина. Тие се апсолутна темница владее таму. Тие риби на почетокот имале способност за вид. Имале очи, гледале. Меѓутоа, по пат на еволуција, бидејќи немало потреба од вид, во таа темница не можат ништо да видат, тие ја губат таа способност. И наредните поколенија, всушност, се раѓаат од истиот тип, се раѓаат како риби без вид. И таа вика, кај луѓето можеби ова е научена емоција, не е инстинкт. И доколку постоел инстинкт по патот на развојот на човештвото и цивилизацијата, тие работи се имаат изгубено. И заради тоа постојат толку различни начини на практикување на мајчинството. Дури во тој период се сеќам, имаше еден документарец, се викаше Бебиња, Babies. И стануваше збор за 4 бебиња од најразлични делови од светот. Имаше едно беше од, мислам, Намибија, Монголија, Јапонија и Америка. Се чини дека тие 4 земји беа. И се пратеше нивниот развој од моментот кога мајката се пораѓа до нивната прва година на бебињата. Значи, такви разлики, неверојатно нешто. Некои работи за нас, например, тука се незамисливи, а за начинот на одгледување на бебињата во Намибија или во Монголија, тоа е сосема нормално, ние би се фрапирале од некои работи. Што значи, тоа е нешто што го учи најчесто жената, бидејќи се уште таа улога доминантно ја извршува мајката, иако во поновиве времиња, да речам во 21 век, се забележува поголема вклученост и од страна на татковците. Нели, зависи каде како, но има поместување, да речам, и во тој поглед. Има поместување дефинитивно, али ако ми дозволиш само тука имам подпрашање можеби или коментар. Мислам дека ова е мислам дека е важно да се каже експлицитно дека е поврзано со поделбата на обврските во домот и слично. И дека во овој сегмент е многу важно како и не само како, него важно е да разговараме за мајчинскиот инстинкт, затоа што мислам дека се користи како сршта е всушност во не баш праведната распределба на обврските во домот, неплатениот труд, грижата за новороденчињата, затоа што нели мислам де факто во традицијата тие првите месеци па и години бебињата се одржуваат во живот од страна на женските мрежи во семејствата. И мислам дека дури денес и ако зборуваме и за прогресивни парови семејства и слично, кај што таткото и сака да биде вклучен, како го кажам, ако да кој знае што, сакам да кажам кога има обид за еднаква распределба и слично, некако барем тоа што го гледам, што се од тој период сум имам доста бебиња околу мене, е дека пак некако тие првите не знам, ритуали, обврски, што и да се поврзани со бањање, повивање, доење и поддршката што треба на жената во тој поглед, многу често ги вклучуваат жените во семејствата, ги исклучуваат мажите. Значи тука се вклучени мајки, баби, свекрви, сестри и слично. Апсолутно. А таткото никако кога на страна, ама јас со тоа што го имам разговарано е
како да жените, новите мајки се чувствуваат како малце да им е непотребно. Секад тоа некако излегува на површина како коментар, као поише ќе ми направи белја, ништо не сваќа како треба да се направи, такви некои ствари. Мислам дека вајда треба малце работа во овој поглед. Мислам, треба и татковците да се обучуваат, тоа што го знам, например, ако не грешам, во Холандија поминуваат низ баш онака многу вредна и важна обука пред да се појави новороденчето, за како тие да менуваат пелени, да речеме, ако мајката си уште се оправува од царски рез или што и да е. Значи, онака баш не може да се очекува дека никој, ни мајката, ни таткото преку ноќ знае што да прави со тоа ново суштество. Али мислам дека да го конечно затворам прашањето, затоа е важно да зборуваме за мајчинскиот инстинкт, зашто од мајките се очекува дека ќе родат дете или дури да и да посвојуваат, мислам дека исто, дека одеднаш ќе знаат што да прават, да. Така да, тоа. Да, апсолутно е така. Значи, ги спомнав разликите во поглед на различната култура, споредбата со животните и примерите со давање на децата или откажување од сосвените деца кога ќе ги родат одредени мајки. Или поради малата возраст на мајката, немањето услови и така натаму. И друг аспект имаше што феминистките во крајот на минатиот век всушност најчесто го користеле како причина за укажување на тоа дека всушност не постои мајчински инстинкт. А тоа е примерот со например по богати се семејства, еве да замислиме аристократија, тие наимувале жени покрај дадилки и доилки, wet nurses, и тоа всушност покажува дека биолошката мајка се го дава своето дете на грижа на други жени и да се грижат за него и да го дојат дури. Ако постои мајчински инстинкт и ако тој навистина е толку силен, тогаш тоа не би требало да се случува, односно не би се чувствувале лагодно, не би го дале своето дете на други жени да го гледаат и да го чуваат баш додека е толку мало. Меѓутоа, такви били улогите. Да речеме, во тие општества, улогата на жената била поинаква. Значи, тие повеќе се вклучувале во тој некаков вид најавен живот на тие побогати семејства и овие работи ги вршеле најмени жени. Сега не знам, кај нас дадилка, како би се... Немаме пример во нашето општество на таков тип на користење на услуги. Има дадилка за кога мајката оди на работа, нели, ќе најмиме некоја жена да го чува детето или девојка која што може неколку часа да ги причува децата, меѓутоа овде станува збор. Интересно дека се секоја жени. Секогаш се жени. Така да ова исто така во прилог на ова што сега го разговараме. А јас толку онака газам понекогаш на јајца кога зборувам за овие ствари, затоа што се може некако да се свати од многу перспективи, ама понекогаш мислам дека е многу важно да погледнеме каква е реалната ситуација на нештата и да видиме што од тука може да правиме, како може да размислуваме, согледувајќи веројатно има случаи кога се мажи. Јас лично не знам таков пример. Yes. Меѓутоа, претпоставам дека може би има. Филмови сум гледала. И што ми беше исто интересно, во тие истражувања е дека дури и кај жениве кои што ги чуваат децата, што не се нивни биолошки мајки, туку се најмени да се грижат за нив, толку се случуваат промени биолошки, па дури и кај татковците има истражувања кои што покажуваат дека откако ќе им се роди бебе во семејството, кај татковците нивото на тестостерон се намалува околу 30%, што не е мал процент.
Значи не станува збор само за нели жената ќе се породи и имаме хаос хормонален. Туку тоа се случува и кај таткото. Кај овие жени што ги чуваат децата, дури имало примери кога така тие се така наречени ало мајки или дадилки, кога всушност кај незе се создава лактација, значи млечните жлезди почнуваат да работат иако таа го нема родено детето или нема скоро родено дете, но незиното тело всушност поради таа поврзаност со бебето почнува да продуцира млеко. Што е баш феномен, мислам, човечките тела се неверојатни. Ова е преинтересно. Добро, да, ова значи оди во контекст на тоа дека е во суштина производ на контактот што го имаме со друго, Да. во овој случај многу ранливо Суштество. човече. Да. Мало бебенце, да. И аргументот е дека можеме да кажеме дека станува збор за човечки капацитет, бидејќи има и примери на грижливи татковци кои што поради одредени причини станале самохрани татковци и има навистина примери каде што тие сосема одлично си ја вршат таа улога во поглед на грижење за малите деца. Ако постои само мајчински инстинкт, тогаш мажите не би биле воопшто способни да се грижат за бебиња или за деца, што всушност и не е така. Едноставно тоа ретко се случува, меѓутоа доколку одредени околности се поклопат, може би некој ќе се доведе, ќе биде во таква ситуација да мора да се грижи сам за своите деца. И Сара Блафер Харди, уште еднаш да ја спомнам незе, всушност збори за човечкиот капацитет за емпатија е тоа што она го забележува како она што е реалното, што е всушност нешто што може да се докаже и што не е поврзано со биологијата, честопати, туку е, како што кажа, со контактот, психолошкото, емотивното поврзување со едно мало човече. Во всушност, може би од оваа перспектива прави смисла зашто понекогаш се чувствуваме како жените да се поадекватни за грижа од било кој аспект, грижа за било кого, затоа што едноставно традиционално има доделена таа одлука и нели заради тоа се поемпатични, но тоа е научено однесување ние дека. И тоа е интернализирано по пат на обсервација, гледање, нели. Најчесто за сите нас, оние што примарно се грижеле се мајките. И уште од мало детето тоа го забележува и го усвојува. Ќерката, како што кажува Ненси Чодоров во репродукција на мајчинството, всушност од најмало бебе како расте, ќерката усвојува дека таа улога е женска улога, бидејќи мајката се грижала за незе. И таа ги прифаќа и ги учи тие работи на несвесно ниво, не мора да значи, секако не станува збор, отидовме во школа и сега да учиме како да бидеме мајки. Иако и тоа не се ни забележува. Па сега, не знам, се сеќавам пред нека година дека излегува тие некои смешни илустрации од некои учебници за нешто прво, второ оделение. Мислам дека сега се конечно повлечени, кај што така една слика и прилика на среќно семејство, кај што мама готви, па го масира тато, он со нозете на таква на фотелја со нозете на помошна масичка. И да, тоа беше пред неколку години, се сеќавам дека проциркулира како слики. Така што тоа е директно тоа што пренесена и несвесно порака. го забележуваме, го всушност впиваме како порака и како модел. И на тој начин всушност да се репродуцира таа идеја дека жените се поадекватни родители од мажите. Мислам дека веќе кога спомнавме емпатијата
е фин момент да поразговараме и за системите на поддршка и грижа што постојат или не постојат за мајките. Затоа што ми се чини, како што спомнав на почетокот, као некако темава е некако површно се присутна, као и на ниво на политика, и на ниво на поп култура, медиуми, што и да, има едно као воспевање нели на мајчинството и на таа улога како нешто што мора да го изврши секоја жена за да задоволи некого. Од друга страна, кога жената ќе тргне по тој пат, одеднашка можеби додека е бремена, колку толку постојат некои системи на поддршка и грижа, да речеме, не знам, да ја пуштат преку ред или нешто такво банално, но реално ако зборуваме за како стојат работите, како се поставени, ако зборуваме за политики на поддршка, за било какви системи на грижа, тоа што се гледа е дека ситуацијата е очајна и реално никој не му е гајле за мајките, така најбрутално ќе се изразам. И мислам дека заради тоа се доаѓа до тоа едно чувство на континуирана прегореност, на нели едва и фаќање крај со крај, што на крај мислам дека не е ни чудно зашто резултира со чувство на неадекватност, на неуспех и слично, затоа што нели како што вели поговорката и takes a village. Така што да, од кои се твоите ставови, наоди, размислувања на оваа тема? И не само, мислам, сите знаеме дека реалноста е таква, ама некогаш е важно да се кажат експлицитно нештата, но и како може ова нешто да се промени, затоа што мислам дека е тотално маргинализирано како тема и да, тоа е тоа. Ме интересира кој е твој став на оваа тема. Мислам дека имаш добро забележано. Во голема мера, кога се зборува за мајките, се зборува или за бремени жени, или за мајки кои што имаат мали деца, меѓутоа фокусот не е на мајката, туку е на детето и што е тоа што мајката треба да прави во поглед на детето. Па мислам дека, извини, само последна звездичка, ова нешто што сака исто така важно, мислам дека се романтизира пожртвуваноста на мајката, односно потребата од тоа да се откаже од све за детето и дека едноставно како да треба да се мачи зашто решила да биде мајка. Малце како до таму да одат работите, како трпи си пошто ти реши да бидеш мајка. Да, и тоа не толку ретко се случува, можеби не во приватните болници и во моментот кога се пораѓа. Нели ги знаеме оние наративи, кога се пораѓа по спонтан начин, не со царски рез и нели пораѓањето без разлика какво и да е, никогаш не е лесно. Не постои такво нешто според мене. Нели наративите се дека си уживала и сега ќе се мачиш додека го раѓаш. И не знам, да, постои некаков вид на можеби претежок збора, меѓутоа како малце садистичка нота да има во поглед на тоа дека треба да има измачување во поглед на мајчинството, да се види дека некој се мачи. А мајчинството секако е тешко и тоа не може да биде едноставно и лесно. Особено што митот за добрата мајка, што него ни спомнавме, мислам дека нема да имаме време за сите теми да ги покриеме. Да, подразбира хегемонско мајчинство, значи апсолутно посветување. А тоа исто произлегува од таа идејата на тој мајчински инстинкт како некоја неверојатна животинска сила или природна сила на жената, да треба да ги прави тие, да знае, да умее да ги прави тие работи и да е лесно да се откаже од се друго што до тогаш била. И поради тоа и ова е интересен податок за мене, кога сега малце ги мешам работиве, односно ќе зборувам и за други работи во поглед на овој одговор.
околу 80% од жените кога ќе станат мајки, па не мора да значи дека е тоа случај само со првото дете, некогаш и со второто или со третото, дури, значи, толку огромен процент на жени чувствуваат пократок или малку подолг период или подолг, прилично подолг период, постпородилна потиштеност, тага или депресивни состојби дури. Затоа што тоа е навистина пре изискувателно нешто. Особено во првиот период, затоа што замислите навечер, во рокот 6 месеци, да речеме, мајката треба да се буди на секој 2 часа. За да го дои или да му даде на детето адаптирано млеко. Ако е адаптирано, може би ќе поспие 3 часа, што тоа е погусто. И бебето ќе се разбуди после 3 часа. И тоа трае. А тогаш може и некој друг да му дава од прехраната. Да, во тој случај може и некој друг да му дава, ама ако станува збор за доење, тогаш е тоа мајката. И самото неспиење е доволно за прегореноста и преморот. Самото неспиење. И прашањето беше околу грижата, односно не грижата за жените откако ќе станат мајки. Да, кога станува збор за трудници и се забележува, нели, дека жената е трудна и односот на општеството, на околината кон таа жена може да се забележи тоа давање предност или отстапување на местото за седење на тие жени, но откако ќе стане мајка, нема доволно поддршка. Нема доволно поддршка и финансиски немаме некој не се издвојува од буџетот за жените доволно во поглед на политиките, а дури и логистички. Колку има проекти во поглед на почетната помош што е од патронажните сестри, предпоставам дека во најголемиот случај доаѓаат. Мене не ме најде патронажната сестра за да ми покаже што и како треба да правам, меѓутоа знам дека кај други се случувало тоа, но има цели групи на жени кои што воопшто немаат пристап до нив. И тоа е една капка помош во периодот на мајчинство. Потоа имам работено на проекти, истражувачки проекти, каде што податоците покажуваат колку нема помош ни во поглед на обезбедување на јавни установи што се за згрижување на деца. Имаме градинки, има јасли исто во склоп на градинките за бебиња, меѓутоа и тие капацитети се ограничени. Ако не се пријави детето година дена порано, може да не биде на време примено во градинка. Поготово во урбаните средини. За руралните средини тоа ситуацијата е уште по-лоша, бидејќи таму нема доволен број на градинки или се доста оддалечени, а нема соодветен превоз за мајката да го однесе или таткото да го однесе детето во градинка. Значи, едноставно немаме соодветни политики и доколку едно општество навистина се грижи за наталитетот, зголемување на наталитетот, тогаш тоа ќе се рефлектира во буџетот, а не во промена на законите, например, рестриктивноста на абортусот или на средствата за контрацепција, што е сосема погрешна политика доколку сакаме да го зголемиме наталитетот. Но доколку се рефлектира во средства издвоени од буџетот конкретно за политики со кои што ќе се помогне на семејствата со деца, финансиски, разни видови поддршка
или па обезбедување можност за скратено работно време за до одредена возраст на детето. Тие работи повеќе би помогнале и навистина би покажале посоодветен тип на грижа кон мајките. И кон родителите драго општо. ми е и ова што го спомена со кои се опциите за с оглед на тоа што многу од мајките се враќаат на пазарот на трудот. Мислам дека и тука се случува една чудна, не е дихотомија, ама мислам дека и како што спомнавме од страна на конзервативните групи, има воспевање на мајките и ајде сега наталитетот, мајката еднакво на нација и слично, а ништо тоа не се гледа во политики, се што се гледа во суштина е политики на негрижа и стигматизација и на жените и на мајките реално. Од друга страна, мислам дека многу од мајките не се пронаоѓаат ни во некои попрогресивни или либерални наративи на мајчинството кои што форсираат враќање во форма, враќање на работа, не го земаат обзир можното многу длабоко трансформативно искуство што го доживеала една жена која што можеби баш и не се чувствува како сега да сака да гази и да хасла во кариерата веднаш од кога се породила. Мислам дека и тоа е малце брутално што се очекува од жените, дека треба да се вратат на стариот идентитет, а реално не можеш да се вратиш зашто си се случила оваа огромна промена во животот и така да мислам дека и заради тоа е толку маргинализирано искуството, затоа што како да не може во никаква во повеќето политички струи како да не може да се најде прибежиште за искуството и начини за како да се олесни. Иако според мене, како и секогаш феминистичката теорија има најмногу одговори за како нештата да бидат похумани за сите, ама мислам дека е важно и ова да се спомене, затоа што мислам дека и тука постои едно чувство на вина и срам, кај што можеби не си во истата форма во која што си била порано и можеби не сакаш 8 сати во денот да си на работното место и потоа исцрпена да се грижиш за мало дете и мислам дека многу малку зборуваме за како на реален начин може да се подобрат животите на семејствата што добиле новороденче и од овој поглед дека всушност не се нерешливи овие проблеми, тоа сакам да кажам. Не се нерешливи, да. Би било уште подобро доколку после тој период од 9 месеци има одреден период полесно преминување, значи од породилно отсуство кон работа да биде еден поблаг патот со примерот со скратено работно време или флексибилно во поглед на можност да се одвојат неколку поголеми паузи за да може да се биде исто и со детето, бидејќи тоа е и за мајката и за детето е тоа шок. Таков нагол рез. Да мајката тргне од утре 8 часа да ја нема, тогаш била 24 часа присутна. Да, и плюс и сета работа што повторно те чека кога ќе се вратиш дома во првите години, кои се стварно не се самостални, двегодишните беби. Време и да се вратиш и на тој работен идентитет, да може да ти се врати знаењето и вештините во поглед на позицијата. Значи, треба повторно да се некако да си влеземе и во тој работен идентитет. Исто времено да бидеш и мајка. Се сеќавам дека за моето прво дете тоа ми беше потешко. И не знам леле како ќе го издржам овој прв ден. Со второто беше многу полесно. Сакав да избегам од дома и да седам на работа, за да одморам малку од малку. Сметам дека немаме. Па општо, не само нашето општество многу работи нема. Значи, ова ќе биде некоја точка, не знам дали ќе биде некогаш на дневен ред, како важно прашање. Мора да биде. Па мора да биде, да. Како што гледаме, нели, со општо опаѓањето на наталитетот во западноевропскиот свет, па и кај нас. Тоа ќе донесе, ќе биде
присилено едноставно да се делува на некој начин. Веројатно, ако не се најдат некои нови економски модели каде што ќе соодветствуваат со бројот на населението, намалено население, проекции некакви. Не сум економист, па не би можела многу да размислувам како тоа демографски да го замислам. политики. Да, ние овде зборуваме за тие микроискуства што еднакво го прават животот. Всушност тие го прават животот. Тоа што исто така ми беше интересно во истражувањето е што ми се чини дека со ова истражување сватив колку мајките не се прашувани лично за нив. Мајките многу сакаат да зборуваат, младите мајки, особено за бебињата. Значи, има еден период кога стварно тоа ти е темата и окупацијата. Но дека некој ги прашал како тие се чувствуваат, како тие лично го поминуваат ова, што е тоа што кај нив се сменило. Ми се чини дека некои од нив дури тогаш за прв пат почна да размислуваат на тој начин. И им беше битно и мислам дека сите имаат доста што да кажат. Едно интервју траеше од прилика по 2 часа, значи беа доста вољни да зборуваат за себе, како да немале прилика тие да бидат всушност во центарот, а не нивната мајчинска улога во поглед на децата. А дали е ова една од причините за, верувам дека се многу фактори во игра, но дали ова е една од причините за постпородилната депресија, тоа чувство на осаменост и дека одеднашка ти си неважна и не постоиш практично пред нели таа нова улога што си ја добила преку ноќ или за 9 месеци во некој случај. Сигурно тоа е огромна психолошка промена. Значи, ако земеме предвид дека околу 80% од жените пријавиле, не зборам кај нас веројатно не се ни прават такви истражувања, туку се на Светска здравствена организација, значи некое светско ниво. Тоа е всушност е норма. Испаѓа дека тоа е нормалното. Дека чувството на одредена доза или одреден период после породувањето кај жената се јавува чувство и на потиштеност поради прегореност, поради тоа што се губи себе си како центар на сопствениот свет, и поради идеологијата и митот за добрата мајка, односно за да бидеш добра идеална мајка, треба да се откажеш од себе си и целосно да се посветиш на потребите и она што се очекува од мајчинството. Се губи идентитетот на работник, се губи идентитетот на доста улоги што сме ги играле до тогаш. На почетокот можеби нема ни да се почувствува тоа во првите недели. Бебето спие, се буди, цица. Не е толку страшно. Меѓутоа, како почнува да расте, има поголема потреба од внимание и одеднашка сето тоа време што го има мајката го посветува на бебето, на детето. Многу од мајките, дури од тие што јас ги интервјуирав, збореа за нешто што на нив им беше важно, физичкиот изглед. Губењето на физичкиот изглед што го имале пред да станат мајки и откако станале мајки, дека и тоа е нешто што им пречи, што по кое што на некој начин жалат што веќе нема такви тела. Бидејќи жените се, за разлика од мажите, вреднувани на поинаков начин во поглед на физичката убавина, па заради тоа претпоставам дека и кај мајките има и такво чувство, односно и тој тип на загуба го чувствуваат. И соочени со сите тие загуби, плюс немањето доволно помош, нуклеусното семејство, во кое што сега се, повеќето живееме родители со деца,
нема доволно помош, како што кажа, и takes a village to... Потребно е едно село за да се одгледа едно дете. И постојат толку погрешни наративи, па во минатото мајките не се жалеле, па во минатото Бабите немало раѓале на депресија, ниви. имале толку деца. Тие живееле во поинаков тип на заедници. Не живееле мајка, татко и деца, туку живееле во поголеми заедници. Имало родители, имало и браќа, сестри, и дури ни тогаш грижата за детето не била само на еден член, односно на мајката. И тогаш за тоа дете се грижеле или постарите деца, или баби, или тетки, секако нели женските членови првенствено. Така што е сосема погрешна сликата дека сегашните мајки се не можат едно дете се жалат, тешко им е едно-две деца да изгледаат, а порано се гледале толку многу. Значи сосема е различно тогашните услови и контекст со она што го живееме денеска. Добро, реално секој наратив што почнува со старите добри времиња, знаеме дека е на штета на некој што е маргинализиран во таа временска доба, дека не било good news за тие луѓе. Мене ми е драго што барем колку толку почнува се отвара темата за постпородилна депресија, и не само за постпородилна депресија, туку за било какви попредизвикувачки чувства кои што се јавуваат со мајчинството, што порано мислам дека стварно имаше огромна стигма, се уште има, ама гледам дека малце се отвара тој простор на диалог и дискусија, така што тоа го гледам како една мала светла точка во моментов. Ме интересира со гледам на милијардата теми што ги отворивме и слично, и според твоето искуство лично, но и преку твоето истражување, кои гледаш некои точки на светлина, на moving forward, на преоѓање кон некое по емпатично кон жените гледање и искусување на мајчинството, како што спомнав јас и кога заглавувам барам одговори за се во феминистичката теорија и стварно ги наоѓам. Според твоето истражување знам дека делумно тоа било случајот и кај тебе, како што всушност и во воведот ни објасни кои книги ти го отвориле овој простор. Но да, чисто ме интересира тоа како гледаш на сите овие нешта, како ги затвараш за некако да ти прават смисла дека може нештата да бидат поинакви. Дали малце треба само да се олабави нормата и од таму некако ќе успееме да ги менуваме овие нешта, зашто нели се почнува во главата. Или од некаде од погоре, од промена на политики го гледаш почетокот на процесот, така да ме интересира твојот мисловен процес и совет. Од кај да почнам? Прво ми е битно да се освести постоењето, односно митот за мајчинскиот инстинкт. И тоа што баш сакам да го потенцирам, а и имам впечаток дека кога кажувам дека не постои мајчински инстинкт, туку дека постои човечки капацитет кој што представува емпатија или научена емоција, и дека тоа е всушност она што го опремува човекот, жените, мајките за улогата на мајка и извршување на мајчинската улога, а не мајчинскиот инстинкт. Важно ми е да кажам дека затоа што има впечаток, јас не спомнав за моето истражување и моите наоди за мајчинскиот инстинкт. Интересно беше тоа што околу 70 квалитативно беше истражувањето. Значи не можам да генерализирам со бројките што ги добив, меѓутоа пак се некаков индикатор е дека мнозинството мајки, значи 90% од жените мајки, кога ги прашав дали веруваат во постоењето на мајчинскиот инстинкт, рекоа да. Второто прашање ми беше како го дефинирате? И овде беше всушност главното наоѓање.
што од сите тие одговори што ги добив, јас можев да издвојам 5 различни категории како жените го дефинираат мајчинскиот инстинкт. Што значи дека воопшто не постои еден начин на тоа како се гледа. Едноставно постои идеја за мајчински инстинкт, меѓутоа ние сите различно си го подразбираме тоа. Повеќето, да речеме 50% од тие што веруваат во мајчински инстинкт, тоа го толкуваат како некаква интуиција, како некакво предчувство што го имаат за детето, ако нешто лошо, дека пред да се случи нешто лошо, тие пречувствуваат дека ќе се случи нешто лошо. И повеќето така го дефинира. Меѓутоа имаше втората најчеста дефиниција за мајчински инстинкт кај овие жени беше дека тоа е ноќното будење, кај жени што спиеле со цврст сон, и дека всушност инстинктот е тој што ги буди навечер за доење на детето. Сметале дека нема да се разбудат само со плачењето на детето. Трет тип на дефинирање на мајчинскиот инстинкт беше поривот да се грижиш за дете. Значи како внатрешен порив да се грижиш за некого. Четвртиот тип на дефинирање на инстинктот беше како биолошка некаков капацитет на жената, на женското тело да сака да роди дете. Значи потреба да телото ми бара да затрудне. Ми зборува матката. Јас. Искрено, бидејќи нели пред да станам мајка, не размислував на темите за мајчинство. Ја го имав тоа очекување дека треба нешто да почувствувам како потреба за дете. Значи, не почувствував јас физички никаква потреба. Дури многу ми беше страв. Само знаев дека сакам да имам дете. Или 2 деца. Но, дека бев спремна и дека ја чувствував, не. Воопшто. И последниот тип на дефиниција беше тоа што всушност најмногу соодветствува на инстинкт, а тоа е беа тие неколку, мислам дека 2 мајки кажаа дека под мајчински инстинкт подразбираат вродена способност да се грижат на соодветен начин и да ги препознаваат потребите на бебето. Баш тоа на што треба да биде всушност дефиниција. Сите овие другите беа малце подалеку од тоа што представува инстинкт и тоа ми беше уште еден всушност показател дека не можеме да зборуваме за мајчински инстинкт. Тоа е повеќе идеја. Дури имав еден пример, се сеќавам една од жените што беа во интервјуто, вика, јас дури кога бев на бокс, сега чекав, викам сега ќе искочи бебево, нешто ќе ме удри, нешто го чекав, вика, тој мајчински инстинкт да ме погоди. Вика, се случува. Јас ништо не чувствувам поинакво кај себе. Вика, поради тоа, уствари, сватив дека изгледа не постои мајчински инстинкт. Значи, секако, ми се чини дека кај сите жени, без разлика што 2-3 рекла дека не веруваат дека мајчински инстинкт, кај сите, имало некакво очекување за нешто, дека ќе почувствуваат, дека ќе има нешто, некаква таква промена. Некој од нив си зборува за личните искуства и доживувања, јас сигурно ги уважувам како реални, но тоа не е искуство што го делат останатите што беа интервјуирани. Па мислам дека секогаш всушност веројатно заклучокот до кој што е вредно да се доаѓа дека постојат 1000 начини да се биде мајка и семејство, дека нема рецепт и дека никој не се буди еден ден и магично знае како што и нели да прави и да биде и да се чувствува. Апсолутно. И дека всушност тоа е тоа што ни е на штета на сите, како што кажавме на почетокот, вкалапувањето. Затоа и траектории има секој си има своја траекторија на мајчинство. Секој си има своја приказна. Има жени. Јас од почеток точно знаев кога плаче што му е и точно знаев што треба да направам. Друга мајка.
Јас не можев 6 месеци да го фатам детето, маш ми го бањаше, многу беше мало, не можев да го држам. Значи, туку беа различни нивните искуства, да не можеш ни да ги собереш во едно нешто и да речеш, еве вака, ова е тоа што се случува. Кај секого имаше нешто ново и поинакво. А околу постпородилната депресија, тоа што и во овој мал број на жени што беа интервјуирани, издвоив 4 примери кои што можам да кажам дека имаат врска со некакви депресивни состојби. Две од мајките кажа дека само си го диагностицирале кај себе си, диагностицирале таа состојба, меѓутоа не презеле ништо, односно не посетиле стручно лице. Баш кај на вистина луксус во тој период да се посветуваш на себе си, на своите потреби, психолошки, иако се потребни. А две од нив зборува за нешто што баш па како дефиниција за депресивна состојба, и сето тоа не се должеше на хормоналните промени, бидејќи тие сите ги чувствуваат, туку на немањето помош. И се гледа во нивните реченици. Немав никој да ми помогне. Бев сама. Значи, тие реченици онака баш како болдирано ми се чини, ми излегуваа од текстот од како ги транскрибирав. Дека всушност заради тоа голема нервоза се стварала кај мајките, плачливост, гнев. Едноставно не знаеле што со тие чувства, а и не ни можат нешто да прават, бидејќи се преоптеретени со работа околу дома и со малите бебиња. И секогаш стануваше збор за ситуации каде што жените немаат помош со бебињата. И што ми освести дека всушност постпородилната депресија во голема мера е предизвикана од социјалниот фактор, а не од промените биолошки кај мајките. Да. Уште еден пример за како системската негрижа се гледа во нашите сингуларни животи. Да, и ми се чини дека заради тоа се уште границата за пензијата кај жените е малце по 2 години имаат можност пред мажите да одат во пензија, затоа што генерално бабите се тие што ќе ускочат да помогнат кога нивните снаи, керки, ќе добијат дете. И без таа поддршка сега за сега од страна на бабите ќе биде уште потешко. Би било уште потешко. Да, апсолутно. Мислам, нема дискусија дека поширока мрежа на поддршка е круцијална. Да. Прашањето е нели како се градат тие мрежи на поддршка кога живееме во систем во кој што грижата е далеку од централна вредност за било која категорија на луѓе. Да. Малце на негативна нота крајам. Немам веќе прашања, така да ти го отварам просторот за како ти сакаш да го завршиме овој разговор. Еве како светла точка што излезе од моето истражување, бидејќи јас интервјуирав мајки не само на мали деца, туку и на возрастни, значи и баби, дел од мајките, 5 всушност од интервјуираните мајки беа баби. Има огромни разлики во мајчинството. А тие жени и тие што тогаш имале бебиња кога сум ги интервјуирала. Тоа што ми беше светла точка е што помладите мајки всушност зборуваа за некоја поголема вклученост и на татковците во одгледувањето на децата. И викам, добро, се движиме, малку од малку се движиме по позитивна насока. Тие повозрастните биле навистина 100% оставани сами на себе.
изборуваме за многу потежок период каде што можеби немало ни машини за перење, али што. И пелени немало. Замисли колку е само тоа страшно. Од денешна гледна точка. Што може да ајде на кај оптимизам да свртиме е доколку ова стане тема, нели важна тема, наталитетот, а некако очекувам дека ќе отидеме натака во нашава држава. Се надевам дека овие аспекти за добробитта на мајките и на татковците ќе биде земена предвид, прво тоа, и дека ќе има политики индиректни, што значи финансиска, социјална поддршка на тие категории, а не некакви нови ускратување на права, на човекови права. Да, апсолутно. Во меѓувреме тука сме ние луѓето кои што се грижиме да правиме притисок да станат нештата подобри. Исто така за крај само сакам да кажам дека не е дека нужно мора со оптимистичка нота да се заврши, но јас едноставно сакам во секоја тема важно ми е да се види точка на отпор, ако ништо друго, зашто верувам дека секогаш постојат и дека за сите нас е важно да ги, ако ништо друго, увидиме за да станат нешто повеќе од тоа што се во моментот. Мислам дека тоа ни го даде денеска Вики, така што многу ти благодарам за овој преинспиративен, важен и стимулативен разговор. И толку од мене, се надевам ќе уживаат сите што ќе го гледат разговорот. Супер, фала ти за можноста да зборуваме за оваа тема, иако имаш уште, сигурно уште некои 10 нови темички кои што можевме да ги отфатиме, да ги оставиме за некоја друга прилика. Да, јас исто можам да спомнам дека многу од овие теми ги имаме во различни форми достапни на meduza.mg, дали како текстови, дали други епизоди на подкастот, така што важна ни е темава, така што таму е присутна. Да, темата е како што кажав и пред да почнеме со снимањето, баш стои на границата помеѓу традиционалното и феминистичкото. Важна е и за едната и за другата страна, иако поинаку се приоѓаат двете страни. Меѓутоа, мислам дека баш тука можат некако да се обединат двете страни и се надевам ќе биде тоа за доброто и за родителите и за децата. И треба најмногу на тоа да се обрне внимание и од едната и од другата страна. Ништо, останаа доста теми, ќе ги можеби у друга прилика ќе ги дискутираме. Фала ти многу уште еднаш. Фала ти на тебе, Вики. Чао.